Кој стои зад информациите дека водата во Скопје е небезбедна за пиење? Одговорот допрва треба да го открие полицијата. Секторот за компјутерски криминал веќе презема мерки и активности. И денеска неколку лица се повикуваат на информативен разговор, но властите не откриваат точен број и детали за кое евентуално кривично дело би одговарале оние кои ширеа информација дека има бактерија Ешерихија коли во водата за пиење во Скопје. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски директно ја обвини опозицијата за оркестриран напад и ширење паника меѓу населението во услови кога сите примероци на јавното комунално предпријатие Водовод покажале дека водата е безбедна за пиење. Дали станува збор за скриени или јавни профили, може да биде клучно во истрагата, ценат експертите. Тие информации се прошириле преку Вибер групи, тие можат да ги откријат тие Вибер групи, да видат кои луѓе членуваат во тие Вибер групи, да се вратат на првата порака кое лице ја објавила таа Вибер група, дали тоа има телефонски број кој што тоа треба да има телефонски број кој што може да се идентификува, да се види кој е сопственикот на телефонскиот број и да се дојде до лицето кое што првично ја објавило вест. Исто така и на социјалните мрежи како Инстаграм и Фејсбук. Симов додава дека ако се работи за организирани структури кои што од политичка природа сакаат да внесат вознемирување, паника во јавноста, тие може многу тешко да се откријат. Доколку некој со некоја злонамерна интенција сака да го направи тоа, тогаш многу тешко ќе се открие, затоа што тој може да отвори анонимен акаунт на било која социјална мрежа и преку неа да ги шири тие лажни информации. Доколку е некој корисник ненамерно, тогаш тој може да се открие, затоа што например, од неговиот профил на социјалната мрежа може да се види, се открие неговиот идентитет. Овој случај го отвори и прашањето за довербата во институциите. Колку лесно граѓаните веруваат во информација на социјалните мрежи, кога немаат доволно доверба во системот. Ако сакаме да дојдеме да луѓето веруваат во своите институции кои што ги формирале, и власт и опозицијата треба да работат за поддршка на институциите, за интерес на граѓаните, за решавање на проблемите. Се додека се чека секоја прилика, повторувам од секоја опозиција од минатото до денес. Да се критикува, а не да се поттикнуваат институциите да работат и обратно. Кога се доаѓа на власт, иако се зборувале сите овие работи, не се нафаќа веднаш да се решаваат и не се побара да се подаде рака кон сите да се решат, граѓаните ќе бидат незадоволни, нема да има доверба. На вчерашната пресконференција властите прикажаа анализи кои покажаа дека водата во Скопје е безбедна за пиење и дека во ниту еден примерок не покажал присуство на Ешерихија коли или каква било друга бактерија. Габриела Лескова, Сител телевизија.